Горди македонци, честни македонци, каде и да сте. Сме поминале многу тешки премрежја, ќе го поминеме и ова. Зоран Заев и армадилата на власта се целосно делегитимирани после вчерашното силување на демократијата и волјата на народот. Зоран Заев веќе нема легитимитет да говори за правда и правна држава. Зоран Заев веќе нема легитимитет да говори за демократија, ниту пак за демократска држава. Демократска и правна држава, во која што се носат одлуки спротивно на Уставот и на јасно изразената волја на граѓаните на референдум, не постои. Демократска и правна држава, во која што се одложува гласање, се додека не се соберат гласови на пратеници, кои се под закана на политички прогон, не постои. Сега се гледа која била намерата да се нарачаат политички конструирани обвиненија и притвори за 27 април, да се нарачаат монтирани предмети против деца на пратеници или да се ангажира специјалното јавно обвинителство да гони поранешна министерка за култура која е и актуелен пратеник. Раководството на СДСМ порачуваше дека Крсто Муковски бил убиец кој морало да си лежи. Ајде на здравие беше честитката од раководството на СДСМ за синот на пратеничката Авировиќ. А истите се радуваа и ликуваа што Елизабета Канчевска-Милеска останала без пасош, бидејќи таа била зло за Македонија. Истото тоа раководство на СДСМ сега побара и доби поддршка за антидржавните политики токму од овие пратеници кои најжестоко ги напаѓаше. Ова не се европски вредности и демократијата кон која што тежнеја Македонија и македонскиот народ. Македонија низ историјата поминувала низ многу премрежја, но секогаш излегувала само како победник. Вчера бевме сведоци на кршењето на европските вредности, на сериозни притисоци, сериозни уцени, па дури и сомнеш за корумпирање, се со цел да се спроведе штетниот и капитулантски договор на Заев, со кој се руши интегритетот и суверенитетот и идентитетот на Република Македонија. Вчерашниот ден ќе остане запомнат како црн петок. Најцрн и најсрамен ден во кој ордите на Заев го претворија демократскиот храм во пазар со името на државата. Вчера бевме сведоци дека Македонското собрание беше окупирано како да сме во состојба на војна. Секој од нас живее со сопствените одлуки и за тоа сноси одговорност пред сопствениот народ. Така и пратениците кои вчера гласаа, ке треба да се соочат со својот народ, со своите роднини, пријатели, со граѓани, порано или подоцна. Тогаш ке каже народот што мисли за вчерашниот глас и за непринципијалните ставови. Силувањето на својата држава и на својот народ нема да им донесе ништо арно. Напротив, уште повеќе ќе го поларизира општеството, ќе раѓа гнев и незадоволство, бидејќи овде не се работи за обична одлука, туку одлука од која зависи во која земја ќе живееме, како ќе се нарекуваме, какви документи ќе имаме, какви историја ќе учат нашите деца, каква култура ќе промовираме понатаму. Со закани или со пари, како на тезга на пазар, можеш да купиш неколку пратеници, но не можеш да го купиш народот и неговата душа. Тоа Заев, господата од СДСМ и нивните поддржувачи ќе го видат многу скоро. Граѓаните јасно и гласно на референдумот им кажаа дека се против капитулантскиот договор, а тие како народени се решија за.
Очејот и слабоста ги натераа да одат до крај со своите фалсификати. Насилства и недемократски методи, но токму тоа ќе биде и нивниот политички крај. Затоа што народот е Македонија, а Македонија секогаш победува. Може да се криете, ама нема да се сокриете од својот народ. Можете да бегате, ама нема да избегате од соочување, порано или подоцна. Македонија нема да стане европска земја со поддршка на антидржавните и мафијашките политики од страна на 80 очајници. Македонија ќе тргне напред, тогаш кога оваа антинародна власт ќе биде поразена и ќе замине на буништето на историјата. Македонија победувала и повторно ќе победи. Ви благодарам. Повелете дали имате прашања. Господине Сашо Узенов, новинар од Австралија, има сомнение дека Преспанскиот договор е написан од поранешен американски дипломат Аманда Слот. Дали имате вие некоја информација за тоа тврдење? За тоа тврдење ние немаме конкретна информација, истото го видовме и ние во одредени медиуми, но тоа што можем да го кажем и да го потенцирам, дека тој договор на 30 септември заврши и тој договор за ВМРО ДПМН е политички и законски мртов договор. Не постои тој договор повеќе. Ви благодарам.